Фактички во сите скоро улици влегуваме во завршна фаза, од делот кој што е тампонирање и асфалтирање на улиците. Ова е улица која што беше на барање на граѓаните, не е улица која што е дел од програмата, меѓутоа се покажа како насушна потреба по затварањето на улица Крстим и Цирков и улица Младинска. Се работи за улица која што е нова, ја пробивме, ја стемпониравме, сега одиме со завршната фаза ставање на овивичување на чорапници и асфалтирање. Според договорот кој што го имаме, за 7 до 10 дена во зависност од временските услови, значи другата недела овде можеме да очекуваме комплетно асфалтирање. Се работи за улица која што е комплетно финансирана од страна на единицата на локална самоуправа. Целокупната финансиска конструкција, проектна документација на улицата е 2,4 милиони денари, се извинувам, а изведбената цена е околу 2 милиони денари, 1 милион се потрошија на тампонирање и на пробивање на земјаните работи, сега имаме околу 1 милион денари за асфалтните работи и верувам дека со ова улица ќе го заокружиме оној коридор за кој што зборувавме, значи од едниот до другиот дел на градот тешките товарни возила. Исто така, на барање на жителите во оваа населба, на оваа улица 11 Македонска бригада, ќе бидат поставени лежи полицајци да се спречи брзото возење на автомобилите. 11 октомври Гоце Делчев веќе излеговме со водата, завршивме со приклучоците, остануваат уште 4 приклучока на Гоце Делчев кои што ќе бидат завршени во текот на неделава. Таму веќе извештен изведувачот да започне со тампонирање и ставање на ивичњаци, за да може улицата да се тампонира и асфалтира според договорот за во зависност од временските услови за 15 до 20 дена, значи комплетно и таму ќе имаме асфалт. Што се однесува до улицата Крстим и Цирков и улицата Младинска. На улицата Младинска остануваат уште 180 метри канализациона мрежа, меѓутоа од долниот дел веќе ќе се започне со тампонирање и поправење на ставање на ивичњаците и на тротоарите. Таму временскиот рок на завршување на активностите и на едната улица и на другата улица е 1 декември. Се надевам дека фирмите ќе го спазат планот на динамика кој што им е даден и со почетокот на зимата веќе ќе немаме градежни активности. Јас се заблагодарувам на трпението на граѓаните, бидејќи реков еднаш се прават вака улиците со менување на водоводната мрежа.